Државното училиште за деца и младинци со оштетен вид Димитар Влахов во Скопје. Разговараме со магистер Александра Јовевска, таа е директорка на училиштето. Добро утро. Добро утро, благодарам за поканата. Александра Ковчевска, само мала една исправка. Да. Ја се извинувам со... Нема проблем. Да, се извинувам, да. Добро, но името е тоа. Го погодивме. Добро. Така, да. Ви благодарам што сте тука. Зборуваме за една навистина многу значајна тема во општеството. Сакам малку повеќе внимание да посветиме. А тоа е, се разбира, инклузијата. Нешто за што се стремиме постојано и мислам дека вистинскиот начин на кој што треба да зборуваме тоа е почнувајќи од образовниот процес па понатаму. Вашето училиште постои веќе 70 години. Кои се, може и вајде вовед да дадеме, кои се најголемите успеси кои што ги имате постигнато? Така. Изминатата година, 2024 година, нашето училиште одбележа 70 години постоење. За тоа е сведок таа монографија која што денес ја донесовме, која што тоа е помалото книгиче, која што ќе остане тука и во вашата телевизија како нели еден знак на благодарност за тоа што не промовирате како училиште. И воедно нели сте гласник за подигање на свеста за лицата со оштетен вид. Во рамките на нашето училиште 70 години постои основно училиште, средно училиште, средно стручно училиште, ученички дом и функционира нижо музичко училиште. Ние сме 70 години лидер во образованието на лицата со оштетен вид. Има многу успеси за овие 70 години. Јас работам во училиштето од прилика 20 години. Последниве неколку месеци сум на нели лидерската, менаџерската функција на училиштето. Меѓутоа, како најголем успех за мене би го издвоила успехот на нашите ученици и како една најуспешна приказна според мене е тоа што денеска токму тие ученици се наши колеги. Значи, наши ученици кои што завршиле образование во нашето училиште, а денеска се специјални едукатори, наставници по македонски, наставници по музичко, по англиски и се дел од нашиот колектив. За жал не е тука со нас во студиото, требаше да дојде нашата колешка Беира. Беира е лице со оштетен вид која што заврши факултет за специјална едукација и имаме привилегија да биде дел од нашиот колектив, а била и моја ученичка пред многу години. Така да тоа сметам дека е еден од поголемите успеси на училиштето. Секако има и многу други успеси кои што се запишани во монографијата, да. Донесевте уште една книга, тоа е Белото циганче, втор дел, со Брајовото писмо се разбира. Да. Па ете, само чисто да презентираме како тоа изгледа. Оваа година се навршија 200 години од постоењето на Брајовото писмо. Брајовото писмо, ева да појасниме за гледачите, е алатка за описменување на лицата со оштетен вид, тоа што за нас се нели буквите, ние го нарекуваме. Писмо на допир. Да, ние го Како Брајовото писмо го напредува образовниот процес на учениците во вашето училиште? Па Брајовото писмо е алатка за описменување. Самиот факт дека ќе ги описменим учениците е првиот нели чекор до независност. Значи до независност и до рамноправност. Брајовото писмо не е само писмо, не е само азбука, тоа е еден символ на рамноправност и на инклузија. Значи преку Брајовото писмо е алатка во нашето училиште кое што несомнено ни помага во процесот на описменување на нашите ученици. Книгата која што покажа вашиот колега е книга на Брајово писмо. Тоа се капитални дела кои што оваа година се издадени. Белото циганче и Зоки Поки е издадена на Брајово азбука од во соработка нашето училиште, во соработка со издавачката куќа Алдебаран и под покровителство на Министерството за култура. Ги издадоа овие капитални дела и верувајте дека тоа беше еден многу емотивен момент и за нас како едукатори во училиштето и за нашите ученици, затоа што на самата промоција една наша ученичка рече дека поинако е чувството, некој постојано таа веќе матурантка, некој ја читал Зоки Поки, ја слушала аудио и сега е сосема поинако чувството кога таа нели ја држи книгата во раце и може сама да ја прочита.
непосредно да го доживее она што е напишано од страна на авторот. Така, да. Релацијата мора да биде двонасочна, нели? Па сега каква е улогата на училиштето во зачувувањето и промоцијата на Брајовото писмо, кои активности или настани ги организирате за одбележувањето на месецот на ова писмо? Да. Како што споменав, оваа година се навршија 200 години од создавањето на Брајовата азбука. Брајовата азбука е еден систем на 6 точки, 6 точки, 3 од левата, 3 од десната страна, наједноставно да објаснам и со комбинација на тие 3 точки, на тие 6 точки се добиваат сите букви во азбуката, бројките, хемиски символи, ноти, интерпункцијски знаци и така натаму. Училиштето има еден голем предизвик да го промовира Брајовото писмо, меѓутоа позади тој предизвик се крие и подигнувањето на свеста кај општеството за лицата со оштетен вид. Како училиште оваа година организиравме еден надпревар за читање и пишување о Брајово писмо во рамките на нашето училиште. Потоа ги промовиравме книгите, имавме исто така посета од градоначалникот на општина Кисела Вода кој што ни подари за време на новогодишните празници. Да, тоа беше за време на распустот. Меѓутоа тој секоја година доаѓа во училиштето и секоја година, еве неколку години наназад, ни подарува Брајови книги, збогатува нашата библиотека. Добро, слушнавме со новите книги дека се обидувате, правите напори за модернизирање, се разбира, на ресурсите и пристапите кои што ги имате за учење. Дали учениците имаат доволно материјал во образовниот процес на Брајово писмо? Така. Ние како училиште имаме посебен дел, посебен одел кој што работи на прилагодување на видните материјали, на оние материјали кои што ги користат во редовните училишта како материјали за учење. Постојат неколку наши колеги, специјални едукатори, кои што работат на прилагодување на видните материјали и потоа, односно на адаптација на овие учебници, а потоа и ги печатиме на Брајово писмо. Тоа е еден подолг процес, бидејќи знаете дека и во видните учебници, во видните книги има и слики, треба да се прочисти текстот, сликите не се адекватни за нашите ученици. Така што после адаптацијата на текстот ние преминуваме кон печатање на материјалите на Брајово писмо. Училиштето располага со 2 Брајови печатари и се користи, можете да забележите дека оваа хартија е малку подебела, значи се користи посебна хартија за печатање. Од која ќе се испечати, имаме во рамките на училиштето графичка струка, во средното стручно училиште оди на укоричување. Таму нашите колеги ја укоричуваат книгата, затоа што овие книги треба да се чуваат за повеќе генерации, бидејќи се, да кажам, нежни, имаат посебен начин и на чување. Така да тоа е еден подолг процес. Материјали и ресурси никогаш не е доволно, меѓутоа ние како училиште, како и нашите помагатели, секогаш можеме да се потрудиме да обезбедиме доволно ресурси. Учениците со оштетен вид во вашето училиште добиваат соодветно образование, го добиваат она што им е потребно за понатаму во животот. Како ги подготвувате за интеграција во општеството и за инклузија? Така. Во рамките на нашето училиште постои основно училиште кое што е 9 годишно и функционира малтене по иста наставна програма како и редовните училишта, со тоа што трпи адаптации во однос на примената на специфичните наставни помагала, дидактички помагала кои што ги потребуваме. Меѓутоа во рамките на нашето училиште има и средно стручно училиште каде што децата добиваат конкретни знаења во здравствената струка за физиотерапевт, во графичката струка за книгоповрзувач, така да на тој начин ние ги подготвуваме учениците да добијат една струка и да можат да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Во рамките на училиштето постои психолог и стручна служба која што по пат на разни активности, работилници, работи на професионалната ориентација
на учениците, ги усмерувам. Оваа година имаме 20 ученици, матуранти, и двајцата се пријавија да полагаат државна матура. Се надевам дека ќе имаат успех и дека ќе ги остварат своите соништа понатаму да се изреализираат и да се запишат во високообразовна установа. Училиштето секогаш стои како институција за поддршка и за помош. Споминавте и физикалната, па вие подготвувате готови кадри. Колку тие се интегрирани во општеството и колку нивниот потенцијал може да се искористи? Веднаш Заводот за рехабилитација ми е прв вака на ум. Зад вас е тука во близина. Тешко прашање, да, и ова е голем предизвик еден. Ние имаме наши ученици кои што веќе работат во Заводот за рехабилитација во Козле. Постојат тука можности за подобрување на ситуацијата. Посебно е проблем тие ученици кои што завршуваат и кои што се од внатрешноста, кои што не се од Скопје. За нив е малку поголем проблем кој што може треба системски на едно поинакво ниво да се реши по завршувањето на нивното средно образование, да имаат најдобро е овие лица да имаат предност при вработувањата во институцијата каде што ќе конкурираат. Меѓутоа, повторно велам дека тоа е едно системско решение. Кусо ни е времето, имаме уште една минута, само накуса сакам да ве слушнам, оти многу пати споменавте што се работи, што и сакате да промените, да работите во иднина. Која е вашата визија за училиштето? Така. Јас сум кратко време именувана на позицијата директор во училиштето, меѓутоа имам многу идеи, имам голема визија. Училиштето сакам да прерасне во еден ресурсен центар со новиот закон за средно образование. Нашето училиште ќе прерасне во ресурсен центар, ние ќе задржиме образовната дејност, меѓутоа што значи тоа ресурсен центар? Значи дека ќе нудиме поддршка и во инклузивниот процес на децата кои што имаат оштетен вид, а се инклудирани во редовниот образовен процес, така да мојата визија е да прераснеме во еден модерен ресурсен центар кој што ќе има и ресурси и материјални и човечки ресурси кои што ќе можат да одговорат на сите предизвици кои што стојат пред нас, а секако тоа би го направиле во партнерство со Министерството за образование и наука. Да. Па сакаме инклузивно општество, нели? Па да, дефинитивно се стремиме кон инклузивното општество, да. И може би е добро и да еден апел до целото општество дека потребно е подигање на свеста за лицата со оштетен вид, бидејќи луѓето кои што немале директен контакт со лицата со оштетен вид, немаат изградена слика за нивните можности, а кога ќе стапат во директен контакт со нив и кога ќе видат што се можат, сваќаат дека не се ништо поразлични од нас. Само нештата ги прават на малку поинаков начин, така да и од тој аспект. И некои нешта ги прават на многу подобар начин. Така, да. Тоа јас често го кажувам дека имаат многу голема меморија, многу поголемо внимание од нас, затоа што ние постојано се подпираме на нашиот вид, а тие ги уклучуваат буквално сите сетила за да можат да имаат представа што се случува околу нас. 8 часот и 1 минута и благодариме што бевте гостинка ова утро.